Верските заедници реагираа за инцидентот кој се случи викендов, кога засега непознати лица се обидоа да го запалат објектот на еврејската заедница и синагогата. Тие остро го осудуваат случајот, изразувајќи солидарност и поддршка за еврејската заедница. Поглаварот на еврејската заедница во Македонија, Пепо Леви, истакна дека нивната реакција е истовремено осуда и знак на поддршка, нагласувајќи дека верските заедници во земјава негуваат долгогодишна соработка, конструктивен диалог и меѓусебна поддршка во секоја област. Врстува, не знаеме дали се терористи или се христијани или што за се, меѓутоа факт е дека исламска држава имаше проглас да за Великден се палат верските објекти, христијанските верски објекти и еврејските верски. Дали е тоа резултат на тој повик или нешто друго? Полиција. Поглаварот на исламската верска заедница Шакир Фетаи истакна дека исламот строго забранува секој акт на насилство врз верски објекти, без разлика на нивната припадност. Нашата младина има голема почит кон сите верски заедници и верници. Тоа се гледа на сите места каде што живееме заедно без проблеми. Затоа со целосна одговорност велам дека со животот во Македонија се развива добро и нема никаков проблем. Директорката на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи Оливера Трајковска апелираше за смиреност и одговорност. Во духот на заедништвото, меѓурелигиската соработка и взаимното разбирање, упатуваме повик до сите граѓани да покажеме одговорност, разум и доблест и да останеме чувари на соживотот, взаимната почит е меѓу најголемите вредности кои што ги поседуваме, па да ја чуваме и да ја оставиме како аманет за идните поколини. На конференцијата присуствува и поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот господин Стефан, бискупот на Католичката црква Киро Стојанов, како и поглаварот на Евангелско-методистичката црква, пасторот Маријан Димов. Надлежните институции соопштија дека истрагите за случајот се во тек и се очекува сторителите да бидат идентификувани и изведени пред правдата.